сега ќе зборуваме за она што јас си го најавив, па со нетрпение очекувам за мојата крвна група да се слушнам, како и вие за вашата, како Искра за незината. Ке му кажам добро утро на нашиот гостин Тоше Зафиров, професионален тренер. Мислам дека е премногу очигледно. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и поздрав до сите ваши гледачи и баш позитивна и убава енергија во студиото. Благодарам многу, ке не посоветувате сега како да биде нашата исхрана и според крвната група која има сигурно сум дека многу значење во текот на животот. Па мислам дека од најголемо значење кога се работи за нашиот живот и нашето здравје нормално. Так, но повеќе за тоа со мојата драга колешка Искра, повели. Тоа е работата Слободанка. Сите ќе слушнеме, ама работата е да послушаме, така? Да, Тоше, добро утро, добро ни дојде. Слободанка те најави тренер, освен тоа си наш познат бодибилдер, не само наш, току и светски, но еден момент кој што мислам дека помалку се знае за Тоше, а тоа е дека Тоше е дипломиран психолог. Да. Како е, денес ќе зборуваме воопшто за здравиот начин на живот. Ајде ќе почнеме и секако за програмите и диетите кои што ти ги изработуваш врз основа на твоето долгогодишно искуство, 30 години во спортот. Убаво, ама кога летна годините, но тоа секако е друго прашање. Друга тема. Тоша, да започнеме од таму, кои се твоите златни правила, да речеме 3 златни правила за здрав живот кои што секому би му ги препорачал? Да стануваме порано, да легнуваме на време и да имаме своји утрински рутини за да не биде денот попродуктивен и да имаме подобро здравје. А имаме неколку утрински рутини кои што често зборувам за нив и често знам да кажам колку е добро човек да стане 2 часа порано од вообичаено време, ако треба да станеме во 8, да станеме во 6, колку работи може да направиме за себе во тие 2 часа. Да станеме во 6 часот, да гледаме малку во дневна светлина, да абсорбираме дневна светлина, да се напиеме цеден лимон, бидејќи знаеме дека додека вечерта метаболизмот е забавен, крвта е згручена, погуста, така да добро е да внесеме течност во себе, да направиме кардио доколку можеме или некоја трака за трчање или велосипед домашен, но 10.000 чекори во природа е идеално нешто за нас. Така да се вратиме назад, туширање со ладна вода, здрав доручек, читање на книга околу половина час и ние за тие 2 часа може да направиме 6-7 добри работи за нас и целиот ден да ни биде продуктивен. Секако дека важен дел од целата таа рутина е и исхраната. Како се храниме, што јадеме. Сега си има стручни лица кои што со тоа се занимаваат. Ако не знаеме сами, затоа ти се обраќам и тебе. Но кога станува збор за диетите, тука малце е трик работата, затоа што има и замки со диетите. Што е она што кога се држи, кога ќе се започне со некоја диета, треба да се внимава и да се знае? Пред се треба да имаме дисциплина и да имаме континуитет и да знаеме дека тоа што го правиме е најважно од се. Значи, што треба да сватиме, дека тоа го правиме за наше добро. А нашето тело е единствено место каде што може да живееме. Ние може да промениме се, но од нашето тело не може да избегаме. И затоа треба прво да сватиме дека правиме нешто добро за себе. И да имаме, да гледаме ова да ни биде еден начин на живот. Не да бидат краткорочни диети. 2 недели да се вратиме. Тоа во овој наш фит шоп со секој план за исхрана имаме детално објаснување за секој план, буквално. Кои намирници, зошто ги внесуваме, значи да стекнеме едни навики кај луѓето. И тоа е многу побитно. Сите сакаме да држиме кратки диети за лето, за свадба, за матура, за било што, но тоа е некој процес што е многу краток и што е најважно се нездрав. Така да треба да имаме долгорочен план. Јас 30 години го правам ова. 30 години јадам јајце за доручек, 30 години јадам пилешко, салата, ориз и се чувствувам многу поубаво од многу други. Бидејќи знаеме таа нездрава храна како влие на нашето тело и на нашиот организам. А уште поважно од се, ние сега треба да подготвуваме нашето тело за постари години. Да ни биде поздраво тоа тело, да можеме нашите внучиња, дај Боже да ги дочекаме, да ги крениме, да може да ги прошетаме, да можеме сами да станеме, да седнеме, да размислуваме со сопствена глава. А за сето тоа да го правиме, треба нашето тело сега да го подготвуваме, а не потоа да се каеме за тоа што не сме го направиле за нашето тело. Ја често пати наводно сретувам луѓе по 70, 75, 80 години кои што активно пешачат и сме разговарале многу пати на таа тема.
баш ми остане пример во сечавање пред некое време, човекот ми кажува пешачам негде на околу 5 години, последните 5 години. Имаше 80 години. Вика од 75 години да знаев дека е толку убаво, толку Почнеш здраво, од ова 25. што го правев од млади години. Така да секогаш кажувам да правиме нешто за себе добро, да не се каеме на ден што не сме го правиле тоа. Види се, ние луѓето сме си чудни, нели, кога читаме и по интернет, си го селектираме она што нам ни одговара. Многу сме нестрпливи, сакаме да, еве да речеме, кога зборуваме за диетите за слабење, бидејќи има, нели, и други диети. Сакаме да ослабнеме преку ноќ. Најчесто по можност пред свадба, пред одмор, нели, инстантно да биде тоа. Ти си противник на тоа брзо слабење, велиш на тој начин сме постојано гладни, а претпоставувам и нервозни. Па нормално кога имаме намален, а тие се ригорозни и строги диети. Тука веднаш знаеме дека се кратат јаглени хидрати, се кратат и здрави масти, што внесуваме само одредена протеинска храна или немаме доволно количество на енергија за нашето тело, тука се ствара и стрес и нервоза и не е навикнато нашето тело на таков начин на исхрана и тука и затоа луѓето почнуваат и многу брзо се откажуваат. Бидејќи сето и тој нездрав план на исхрана ги носи тие негативни работи со себе. И затоа луѓето не може да го издржа тоа. Затоа треба да не биде се етапно на некој начин. Да смениме доручек, па да смениме вечера, па да смениме ручек, па да смениме закуски што имаме, така да не осети нашето тело некои драстични промени. Но за тоа да го направиме ни требат повеќе месеци, не им требат недели или денови за да сакаме да дојдеме до некаква форма. Така да ако се спремаме за лето, за одмор, најдобро од сега да почнеме од зимото, па да се спремаме, да имаме доволно време. А каков е ефектот на оние диети кои што се препишуваат универзални за секого? Па секој план има некаков ефект. Само пак ќе кажам, секој тело е различно тело. Ние сите различно функционираме. Сите имаме различна физичка активност, сите имаме различни работи. Така да секој план за исхрана треба да биде прилагоден спрема нашите услови и сето она што ни наметнува овој динамичен живот денес. Ако некој работи со градежништво, нормално дека треба да внесе повеќе јаглени хидрати, повеќе здрави масти, повеќе протеини, додека некој ако седе во канцеларија треба да има помалку јаглени хидрати затоа што не може да потроши толку многу. Така да тоа се е индивидуално. Тоа и ти се залагаш за тоа индивидуален пристап да се има. Колку се ми спомена по телефон дека имаш огромен број на програми. Кои се може да се пронајде во нив? Буквално секој може да се пронајде. Последна диета ни беше што направивме адвокатска диета за специализирана за адвокати, бидејќи сепак и таа некоја специфична група. Таа треба да е поскапа, да ти кажам, за адвокатите. Па не плаќат они. Да се шали. Ама ке ти затребаат еден ден. Така да сега спремаме специализирани диети за млада генерација од 14 до 18 години, спремаме за луѓе кои што имаат проблем со тироидна жлезда. И не само што ги правиме, посебно овие сега диети од 14 до 18 години, во тие планови буквално ги едуцираме родителите на што треба да внимаваат на своите деца. Значи не добиваат само план за исхрана, туку добиваат 50 страни едукација, па на крај 15 до 20 страни добиваат план за исхрана. На што треба да внимаваат на своите деца. И најважно од се родителите да бидат пример за своите деца како треба да се хранат. Затоа што ние ако не се храниме здраво, не може нашите деца да им кажеме да се хранат здраво. Така да буквално за секој план за исхрана имаме детално објаснување зошто е тоа добро, што дури на некои планови за исхрана имаме направено и неделен план што треба да купи од намирници. Значи до тој степен имаме отедено на професионализам. И се име на послужавник ставено да не треба да размислуваат. Само тие треба едноставно да земат и да се придржуваат кон тоа што ќе го добијат. Ајде тоше да преминеме на планот за исхрана. Да, рековме ова диета, зборот малку да го подизбегнеме, бидејќи погрешно се разбира. Начин на исхрана според крвната група. Да започнеме од најстарата група. Еве, од нулта. Прво, како се гледа дека некоја група е најстара? Па не знам, не се разбирам во тоа, например, која крвна група е најстара и која. Ние направивме според сите крвни групи кои што знаеме дека постојат денес и секој план за исхрана е наменет за одредена крвна група. Буквално... Ајде да речеме еве нултата група што треба да избегнуваат, а што да речеме им годи. Како треба да се хранат? Точно. А се си пишува, значи. Да.
Крвна група нулта е, како што кажа, најстарата и најчеста крвна група. Сега буквално во овие планови имаме точно напишано што треба да се избегнува, што воопшто не треба да се конзумира во нулта, што е делумно добро за нулта крвна група, а што е препорачливо да се конзумира. Дали станува за месо, дали станува за зеленчук, дали станува за овошје, дали витамини, имаме отидено таму кое масло да се користи. Имаме направено и 30-дневен план за исхрана кој што може да се ротира, да се го конзумира во различни начини, така да секоја крвна група не е направено со детално објаснување за што е добро, што е лошо. И сега тој кога ќе ја прочита тој план што ќе го допие, може да се го промени буквално целиот свој живот. Бидејќи добива едукација повеќе од 60 страни што е добро, што е лошо за него. И тој точно знае кои намирници му одговараат, кои намирници не му одговараат. Многу едноставно, многу е просто, само треба да прочита добро, да се едуцира, да се земе и да го конзумира тоа што е пропишано. Ти Тоше, која група си? А позитив. Добро. Ти како се храниш? Па јас се хранам воглавно, кај мене пилешко месо, риба, ориз, јајца, зеленчук, од здрави масли, маслиново, авокадо, јаткасти плодови. И тоа ми е, можам да кажам, начинот на исхрана повеќе од 30 години и моето тело е веќе навикнато на тоа. Се она што е надвор од тоа, например, некоја знаеме да каснеме фамилиарно, нели пица или сендвич или било што, но после тоа само ми е тешко и не може моето тело да го поднесе. Слабост ми е благото, се борам со благото, посебно кога се се спремам за тие надпревари кај што бевме на ригорозни диети по 6-9 месеци. Знаеме до кој дефицит се носи телото, бидејќи јаглен хидрати многу малку јадеме, а многу повеќе трошиме. И навечер буквално 3-4 станува се боре со фриждерот, отвори, затвори, напи се вода, качи се горе, пак легни си. Тоа е навистина борба самиот со себе. Препорачуваш и детокс? Да. Колку често? Детокс диетата ни е, можам да кажам, најпродаван план за исхрана. Продадено е повеќе од 5000. Имаме детокс диети до сега продадено. Тоа е буквално диета. Станува збор буквално за диета. Испоснување. И сега кога збориме за детоксикација на организмот, сите веднаш мислат дека се работи за некој чаев или нешто слично, бидејќи тоа доста се рекламира и се пласира денеска по социјалните мрежи. Не, ова е план за исхрана направен, можам да кажам слободно, од пилешко месо, од риба, од зеленчук, но точно направено од кога ќе станеш наутро, што треба да се напиеш, колку треба да се напиеш, буквално колку пати треба да ја жвакаш храната, колку временски да се храниш, какви салати имаме, какви масла користиме, и овој план се користи 28 дена. За тие 28 дена негде тежина која што се губи од 7 до 10 килограми. Зборам во првите 28 дена. И сега пак ќе напоменам, ова е диета, ова е права диета, ова е за тие што сакат и навистина доаѓа до преголемо прочистување на организмот. Дури луѓе што имале проблем со инсулин, кои што биле на таблети, после неколку наврати што ја користеле детоксот, прекинуваат и со диети и се продолжуваат со планот за исхрана. Така е добра и за луѓе кои што имат и диабетис да ја користат. Премногу е здрава овој план за исхрана и затоа е најмногу користен. Сега направивме детокс 2, продолжување на детоксот, кај што можеш од кога ќе ослабнеш одредена килажа, да си продолжиш долгорочно со детокс 2 до крајот на животот, да си ја користиш, бидејќи веќе не е така тешка, не е наметната диета, има и јаглени хидрати, има и витамини, има минерали, се она што треба за организмот нормално да функционираме. Бидејќи во првиот дел навистина има рестриктивно кон јаглени хидрати со таков пристап, бидејќи ако сакаме ние да намалиме килажа, да исфрлиме вода, вишок вода од телото и се она тие негативни работи што ги има во нашето тело, мора малку да биде рестриктивно, но сепак е издржливо и кога ќе се привикнат луѓето на тоа, не се враќаат назад и го нема оној јојо ефект обично кај што после одредена диета па враќаш многу килажа, туку луѓето си продолжуваат, бидејќи сепак гледаат колку поздраво и поубаво се чувствуваат после тој план за исхрана. Да ги споменеме и почитуваните трудници, и за нив имате посебна програма, тие особено треба да бидат внимателни? Па имаме направено план за после породување, бидејќи сепак тука некои и доаат новородени и треба многу предпазливо да се пристапи. Сме имали искуство многу низ овие години со после пораѓај со многу жени, така да работевме многу внимателно на оваа диета
и мислам дека е многу добра и може да ја користат без тоа да имат никакви негативни појави на самите себе и на самото доење кон дечињата или било што. Имаш, точно најдов твои 10 совети за губење тежина без да се држи строга диета. Се не знам дали ќе успееме да поминеме ни сите нив, но ова ми се допада особено многу што велиш контролирајте вашата средина. Во смисла што старата народна поговорка надвор од видот, надвор од умот. Па многу да не биде кога одиме да пазаруваме, извините, прекинувам, кога одиме да пазаруваме, треба да гледаме она што е здраво, она што треба да го конзумираме. Се она што ќе го земеме и што ќе го гледаме до нас близко, да не се фрли, нормално е. Живи луѓе сме. Сакаме ние да касниме и секој сака да касне, кога ќе го немаме тоа дома, нема да го касни. Ако го имаме нормално, така да тоа е еден од советите да она се што не ни треба дома, да го тргнеме она што ни е потребно и што мислиме дека треба да го конзумираме, да го имаме во нашите фриждери, во нашата кујна. Да, јас имам друга една финта, тоа да никогаш да не влегуваш во самопослуга гладен. Затоа што и тоа е многу битно. Да. Точно ова беше онака како информативен разговор. Сите оние кои што сакат малку повеќе се запознаат, веќе имате и изработено проект, тоа е Фитшоп, буквално се си пишува и можете оттаму и да се нарачате. Секако можете да се обратат за повеќе информација. Сакам само ќе те прашам едно нешто што не треба да те прашам затоа што уште не е време, ама чисто онака малку да знаат гледачите што следува. Тоа е наскоро твоја книга од областа на психологијата, позитивна мотивација и толку не сакаш ништо да одговориш, така? Добро, преминуваме на другото. Минатиот пат кога те барав за гостување беше во Египет со твојата сопруга, како си поминавте? Видовме некои фотографии по интернетов, ама друго е кога си таму. Многу убаво, многу позитивно и навистина Египет плене со својата историја и многу читам и учам за пирамидите и многу сакав да ги посетам. Минатата година исто бев во Египет, но спремавме за надпревар и ни беше мачно тоа патување, веќе се патува некои 5-6 часа да се стигне до таму. Не успеавме да отидеме, а ова година отидовме и навистина тоа е нешто не секојдневно и секој еден што може да отидем, препорачувам да отиде да ги види тие, веќе знаеме дека тоа е едно од светските чуда. Бевме и во музеот во Каиро, навистина гледаш предмети постари од Само што си слушал, си читал, ама се ги гледаш и пред тебе. Чувството е преубаво. Кога ги гледаш тие фараони изработени пред повеќе од 5000 години, сите тие свинги, се она што се наоѓа во тој музеј, навистина е нешто што само човек може да го... Криво што не си живеел тогаш, а? Па, никогаш не се знае, може некоја Камила да си купи сега. Имаше и некои естрадни настапи, тоа видовме, да. Па има. Да не одиш и во тие води во иднина. Се забавував малку, имаше избор мистер на хотелот и од голема конкуренција од четворица успеав да го освојам високото второ место. Тоше, многу ти благодарам на ова твое гостување и еве рековме ништо не даваме сега за книгата, но затоа ќе ни дојдеш овде да ја промовираш книгата. Па книгата, како што спомна ти, промотивно може да кажеме во твојата емисија дека наскоро правам промоција на мојата прва книга и имаме објавено една книга со професорката Силвана Јорданова. Тоа е, можам да кажам, автобиографска книга. Ова е сосема друга книга. Се работи за позитивна психологија, се работи за наши животни правила и мислам дека секој оној што ќе ја земе може да направи големи промени во себе. Исто така и за младите може да биде доста поучна книга кај што има многу поучни работи, да се го вреднуваме семејството, да веруваме во нешто поголемо од нас, да се сакаме државата, само контрола, само дисциплина, чојство и се она што ги носи оние добри особини како и што не прави како човек. Одлично, Тоше, ќе можеме ние да те цитираме во нашата утринска, бидејќи како што велиш многу е важно како ќе се започне утрото, така? По утрото денот се познава. Така. Ти благодарам, Тоше. Благодарам. Но знаеш што забележав, Искра? Требаме 2 часа пред да поидеме на работа. Јас ќе го прескокнав тоа. Во 4:15 стануваме. Како 2 часа? Не сакам да повлекувам. Се зачудив како го прескокна. Не, ама затоа што сепак тоа значи индивидуалниот пристап дека важи, така. Но добро, како и да е, сепак кога сме слободни, знаеме како треба да се искористи утрото, но и секојдневието во животот. Благодарам многу.